Првиот летечки автомобил спремен да полета. Овој автомобил, кој се трансформира во авион, помина ригорозни тестови за летање и е подготвен да се вози и да лета. Аиркар доби сертификат за пловидбеност од Словачката транспортна управа кон крајот на јануари 2022 година. Тестовите на летот, кои траеа 70 часа и вклучувајќи над 200 полетувања и слетувања, беа компатибилни со оние на Европската агенција за воздухопловна безбедност, се вели во соопштението за печатот од Klein Vision, компанијата што го создаде летечкиот автомобил. Предизвикувачките тестови го извршија целиот опсег на маневри за изведба на летот што ја покажаа динамичната стабилност на режимот на авионот. Возилото можело да врши процедури за полетување и слетување без пилотот воопшто да ги контролира контролите на летот. Сертификацијата на Аиркар ја отвара вратата за масовно производство на многу ефикасни летечки автомобили. Тоа е официјалната и конечна потврда за нашата способност за секогаш да го промениме патувањето на средно растојание, рече во соопштението на печатот професорот Стефан Клајн, коосновач, пронаоѓач и водач на тимот за развој, тест пилот и извршен директор на Klein Vision, каде што започна. Аиркар премина од сон во реалност во 2017 година, кога Klein Vision го создаде својот прв прототип на летечки автомобил, но тој навистина започна 20 години порано. Според компанијата, страста на Klein за летење го навела да ја основа чартер авиокомпанијата Air Explorer, каде што поминал преку 1200 часа летање со авион на погон и над 3000 часа на едрилици. Визијата на Klein беше да создаде летачки автомобил. Тој создаде два претходни прототипа, Ареомобил 1 и 2, првиот во 1989 година, но не беше практичен. Неговиот втор прототип во 1996 година ја започна трансформацијата од автомобил во авион. Klein ја основаше Klein Vision во 2017 година и Аиркар беше изграден таа година од патентирана технологија. Ова е возилото кое што туку влезе во историјата на авиацијата. За Аиркар беше развиен од тим специјалисти кои потроши повеќе од 100.000 часа конвертирање на дизајнерски концепти во прототип. Според CNN, резултатот е хибридно возило кое содржи 1,6 L мотор на BMW и работи на обично гориво. Воздухопловот може да работи на максимум 5 км и 487 метри висина. Во јуни 2021 година летачкиот автомобил заврши 35-минутен тест лет меѓу словачките аеродроми во Нитра и Братислава. Откако возилото слетало, се упатило кон центарот на главниот град. Сега, кога Аиркар е сертифициран како пловен, може да започне да се произведува, но не секој може да го вози ова извонредно хибридно возило. Според компанијата, мора да имате пилотска дозвола за да управувате со Аиркар. Целта е возилото да биде комерцијално достапно за 12 месеци. Иако авионот никогаш нема да замени мал авион, тој всушност еден ден би можел да ги замени хеликоптерите, изјави за CNN Киријакос Курусисис, председател на специјалистичката група за пловидбеност и одржување на кралството и Кралското воздухопловно друштво. Изборот на моторот со внатрешно осигурување за погонски систем на ова возило најверојатно е направен за да се потпре на докажаната технологија, рече Курусис. Влијанието врз животната средина може да биде значајно доколку се зголеми употребата на такви возила, особено во урбани услови, додека целосно електричното возило како Sky од Alkai Technologies е поеколошки, ќе заштеди енергија и ќе произведува помалку јаглерод, отколку со користење на автомобили. Така следниот пат кога ќе погледнете нагоре, може да видите птица или авион или летечки автомобил на небото.